Почитувани, нов ден, нов театар од страна на СДСМ. Денес СДСМ ја повлече кандидатурата на Љубомир Јовески за уставен судија. Главниот политички екзекутор, слепиот послушник и заштитникот на криминалот на власта во изминатите 6 години си ја заврши работата, а штета за тоа претрпе најмногу македонското судство. По 2,5 години и 25 продолженија на матичната комисија во собранието и по еклатантно кршење и газење на деловникот, сега СДСМ, глумејќи одговор на партија, се откажа од Јовески. Причината за овој театар е едноставна. Љубомир Јовески повеќе не им е потребен, бидејќи задачата за која што беше поставен си ја исполни, а со тоа криминалите на СДСМ и ДУИ 6 години беа заштитени. Ние како пратеници на ВМРО, ДПМН и коалицијата веќе 6 години во сите своји настапи и дискусии во собранието, но и по медиумите, кажувавме дека овој човек е канцерот на македонското судство, во чиј мандат довербата во судството ја достигна нулата. Неговиот мандат беше проследен со многу скандали, безброј непокренати обвиненија, скриени предмети, смешни и бизарни пресуди, ослободување на криминалци и уште многу партиски нарачани одлуки и пресуди. СДСМ веќе нема никаква корист од Љубомир Јовески и исто како и со Катица Јанева и Вилма Русковска се одрекуваат од овој човек за повторно да си ги заштитат партиските интереси. Доаѓа време на ревизии, на преиспитување на многу одлуки и решенија, но најбитно од се, доаѓа време за одговорност за сите злодела и криминали што се случуваа во изминативе 6 години. Одговорност ќе има и за оние што правеле криминали, но и за оние кои што требаше да ги спречат истите, а ги штитеа. Ви благодарам, дали имате прашање? Денеска собранијскиот спикер даде еден извршен мандатен за неговата работа, меѓутоа ние го забележавме зошто прво една јазикот, што не е официјален, но тоа е македонскиот, а потоа другите, неговото, сега ќе го цитирам, неговото беше нито е прво, нито е последно што ќе го напишем, тоа е моја лично право. Како вие тоа го коментирате? Па знаете како јас доаѓам од иста изборна единица и од иста општина од каде што и господинот Џафери, така да таму вака се постапува, но таму да речеме дека е согласно оној дивоградба закон за двојазичност, каде што нели важат правилата на Охридскиот рамковен договор, но ваквите постапки и премолчувањата од страна на нивниот поголем или помал, кој како сака може да ги нарече или толкува коалиционен партнер СДСМ, ова го премолчуваат, го дозволуваат, па затоа Тала Џафери дека ви кажува дека постапува по свое, без разлика што во оваа држава треба да се почитуваат закони, особено од председател на законодавен дом, и замислете тој како би се однесувал еве од понеделник и во владата на Република Македонија. Уште едно, кога ќе е во оставка собранијскиот спикер Тала Џафери, кога пратеникот Тала Џафери ќе го гласа дружинскиот премиер Тала Џафери, од представеното на неговата пратеничка функција ќе се констатира после 29 начин. Прашањето ви беше, дали е тоа деловнички, дали не можеше тоа да биде претходно, бидејќи се знаеше дека е дел од пратеничкиот состав кој што ќе стане премиер? Точно, деловнички не е овој момент зацртан конкретно, така да постои можност да кажеме дека тука предпоставувам можеби да биде довлесен, да биде воздржан од гласање, бидејќи имаат доволен број на пратеници за да изгласаат техничката влада, но останува да видиме. Инаку деловнички ова варијанта ја нема во зацртано, иако знаеме дека деловникот воопшто и не се почитува. Но како точка или член од деловник, токму овој момент го нема запишано, барем во овој постојачки деловник. Техничката влада и членството на ВМРО ДПМН вечер ќе се одлучува кои се имињата, меѓутоа денес Џафери не сакаше да одговори конкретно како ќе постапува, дали може да ќе предложи влада со празни места. Што очекувате? Не очекувам од почеток да прекршува закон, бидејќи ставот 2 од членот 3 на законот за влада на Република Македонија е многу дециден и јасен. Тој вели дека мандатарот, тоа секако дека треба да биде Тала Џафери, доставува до председателот на државата предлог на техничка влада со имиња на предлог министри за сите министерства.
Така да не постои исклучок, барем досега не е виден. Навикнати сме на исклучоци од оваа гарнитура, но еве да се надеваме дека нема да го започне мандатот како премиер со прекршување на законот, туку на влада на Република Македонија. И уште едно на темата, дали ова го сметате како победа на ВМРО-ДПМН или едноставно ја повлекоа бидејќи отиде во предизбори? Исклучиво како наша победа, а при тоа имајќи ги предвид обвинувањата континуирани дека ВМРО-ДПМН е во ова собрание, единствено што сме правеле било да блокираме. Значи во право сме биле што сме блокирале, затоа што во спротивно мислам дека имаш една седница на 14 септември 2022, каде што дотичната особа ќе беше веќе изгласана и ќе беше судија во Уставниот суд. Значи, имало причина зошто сме блокирали и еве го резултатот. Знаете што сме блокирали? Исклучиво штетни закони против уставни и еве го доказот за тоа. Било добро.